Над 40.000 домаќинства кои се греат на пелети за 2 месеци од сега може да останат без енергенсот, доколку остане владината мерка за ограничување на продажната цена. Производителите и дистрибутерите на пелети се револтирани од мерката на владата за замрзнување на цената, бидејќи увозната цена ќе биде повисока од продажната. Со овие математики ќе бидат приморани да престанат да набавуваат, а со тоа и да работат. Ако се земе во предвид фактот дека од потребните 120.000 тони годишно, Македонија увезува дури 80%, ако запре набавката, ќе останеме без пелети. Од Сдруженијето на производители и дистрибутери на пелети бараат да се врати старата мерка, односно ограничување на 10% на трговската маржа. Затоа побаравме субвенција од државата за граѓаните кои што се греат на пелети и огревно дрво. Не добивме фидбек и не добивме одговор за такво нешто. Во моментов, имајќи предвид целата ситуација и да најдеме компромис заеднички, најдобро би било владата да ја врати претходната мерка со 10% маржа и да продолжиме да функционираме, затоа што ние на тој начин се постигнуваат два ефекти. Владата со 10% маржа ги штити граѓаните да нема прекумерна заработка на робата која што увезуваме, а во исто време дава можност да работиме, затоа што ние не можеме во наредните 3 месеци да знаеме како ќе се движат пазарите од каде што увезуваме. Од економија се правдаат. Одлуката за замрзнување на цената на 27.000 по тон, односно 27 денари по килограм, била донесена со тоа што биле земени во предвид податоците, дека во октомври набавката чинела 23.000 по тон. Производителите реагираат дека ова е лажна слика затоа што е земена цена по просек. Македонските компании велат моментално набавуваат од Турција, каде цената се движи од 27 до 31 денар по килограм. Ние повикуваме владата да изврши набавка на пелети по тие цени, да ни одреди маржата колку да заработуваме, да ни ги достави, а ние оперативно ќе ги сработиме до граѓаните. Инаку пелетите од летото до сега поскапеа за повеќе од 50%. Една вреќа моментално се продава и по 320 денари, додека во летниот период чинеше 190 денари. Ако се направи споредба дека со цената кога првпат се појавија на пазарот и чине околу 165 денари за вреќа, поскапувањето сега е цели 100%. Владата за сега не размислува ни за субвенции за граѓаните кои се греат на пелети, а ниту пак за субвенции за зголемување на домашното производство.